И вистинско време е да го напуштиме накратко студиото и да ја лоцираме нашата колешка Вики, која се наоѓа некаде во центарот на градот и има интересни информации за некои нешта. Вики, добро утро, те поздравувам, мартовски женски поздрав од овде од студиото на утринската програма. Кажи ни каде си во овој момент? Добро утро, Сузе, среќна работна седмица на сите наши гледачи и добро утро за сите наши гледачи. Ова понеделничко утро ние се вклучуваме во живо од Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, каде што со првиот човек или со директорот господин Јовица Никчевски ќе поразговараме токму за новините во Климент Охридски. Директоре, добро утро, ви благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа. Добро утро и на вас, добро утро и на вашите гледачи. Добро дојдовте во Национална библиотека. Ќе поразговараме за новините во Националната библиотека, за се што е ново, за модернизацијата, за услугите кои што ги нуди библиотеката, па јас би започнала токму и од тука. Кои се новините во Свети Климент Охридски? Сега наскоро, се шириме во оној дел кај што е онлайн работа, бидејќи корисниците се повеќе и повеќе бараат да пристапат до библиотеката надвор од просториите на библиотеката и во моментов работиме на развивање на две платформи. Едната е до усовршување на платформата dlib.mk, односно ќе развиеме нова платформа таму каде што ќе биде доставен монографскиот дел од фондот на библиотеката и во моментов работиме исто така на една нова платформа весници.мк, на која што ќе ги ставиме нашите периодики, нашите сериски списанија и таму ќе може да пристапите со некое онлайн членство, меѓутоа ќе може да имате и членство она што го имате фактички физичко членство, со истата картичка ќе може да пристапите и би користеле материјали без да доаѓате во библиотеката. Станува збор за дигитализиран материјал, материјал кој што е ослободен од авторски права или за кој материјал имаме авторски права. Вака можам да ги израдувам вашите гледачи, бидејќи најчесто се прашањата во однос на нашите весници Нова Македонија и Вечер. Веќе сме во некаква прелиминарна соработка и пред подпишување на договор за отстапување на авторските права, така да се надевам дека за брзо време ќе ги добијат и Вечер и Нова Македонија онлайн. Тоа би било со членство на кое што вие ќе може да пристапите, да ги имате определено време на располагање, нема да може да ги даунлодирате нормално заради авторските права, меѓутоа ќе може да ги користите, да ги истражувате. Покрај овие две платформи, интензивно работиме во моментов и со Финки, со проектот Везилка, односно го полниме интернет просторот со македонска кирилица. Тоа може да проверите, веќе не е нешто ново, не е нешто чудно. Вие кога ќе укуцате, многу луѓе користат кај нас вештачка интелигенција и кога ќе укуцаат нешто на кирилица, многу тешко ви дава на македонска поддршка. Сега е време ние тоа да го смениме, а кој не би го сменил, кој би го сменил друг освен ние. Ние имаме најголемиот фонд на македонска кирилица во моментот и издигитализирани над 1 милион библиотечни објекти и мислам дека ќе го наполниме интернет просторот со многу македонска кирилица, со многу податоци. Тоа се вака накратко новините кои што се најинтересни сега, најактуелни. Кога веќе ја споменав вештачката интелигенција, морам да напоменам дека сме во донесување на некаков заеднички договор и стратегија со земјите од регионот. Минатата година бевме домаќини на СЕНАЛА конференцијата, односно на Југоисточна Европа држави, националните библиотеки, при што беше констатирана потреба од донесување на заедничка стратегија за имплементација на вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција навлегува во сите пори во општеството, нели нормално и во библиотекарството. Ние би искористиле многу позитивно, односно во каталогизација на библиотечен материјал. Со тоа што таа имплементација на вештачка интелигенција нас би ни заштедила огромен број на библиотекари кои во моментов ние ги немаме. Така да и соработката со корисниците, услугите спрема корисниците кои што би ги давале онлайн би биле забрзани и подобрени со вештачка интелигенција. Така, фокусот го ставате на дигитализацијата, колку Националната библиотека оди рамо до рамо со брзата дигитализација денес и каква е улогата во дигиталната ера на токму на библиотеката? Така, библиотеката, видете, се носи, имаше некаков мал застој пред неколку години, да кажам, во однос на дигитализацијата. Најчесто е тоа поради финансиски и кадровски проблеми, меѓутоа во моментов немаме таков тип на проблем. Успеавме кадровски да се екипираме, набавивме минатата година уште дополнително 3 нови скенери, значи Центарот за дигитализација во моментов работи под полна парја. Меѓутоа, библиотеката има над 3 милиони библиотечни единици,
од тие 3 милиони библиотечни, ние над 1 милион дигитални објекти имаме. Тоа не значи дека ние се можеме јавно да ставиме, бидејќи имаат авторски права, нели, за жал законот е таков како што е, не ограничува, меѓутоа ги имаме огромен број на публикациите во дигитална форма и кога некој корисник ќе дојде, исто и во библиотеката ги добива во дигитална форма. Дали станува збор за надворешна меморија, дали на наша работна станица, на наши компјутери, меѓутоа од она искуство што го имаме, а имаме добра соработка, не само во земјите во регионот, туку со цела Европа, бидејќи постојано ги следиме сите модни трендови, Националната библиотека воопшто не заостанува од другите држави во однос на дигитализација. Колку Националната библиотека е посетена од корисниците, од читателите и зашто најмногу е посетена? Дали за читање, дали за дигиталните платформи, односно ресурси, дали за простор за работа? Така, дигиталната библиотека има разни посетители, зборам Националната, конкретно бидејќи сега кај нас не доаѓаат само студенти, општеството онака општо мислење е дека во библиотеката доаѓате, зајмувате некаква публикација, седите и читате. Не, ова е ризница на знаења, тука најчесто имаме луѓе кои што доаѓаат и се занимаваат со научно-истражувачка работа. Имаме материјали кои што никаде нема да може да ги најдете, освен во Националната библиотека, бидејќи библиотеката е депонентна библиотека на Македонија од самото нејзино основање. А морам да напоменам дека е била и една од 7 депонентни библиотеки уште во време на Југославија. Тоа значи дека се што се печатело, копирало, литографирало во Македонија и во Југославија стигало во Македонија. И треба да имаме од сето тоа по еден минимум задолжителен примерок. Така да имаме доста ретка периодика, ретки книги, старопечатени книги, ракописи, можам да се пофалам со словенски ракописи од 13 век, персиски ракописи кои предпоставуваме дека датираат од 11 и 12 век, османо-турски ракописи, луѓето доаѓаат сето тоа да го истражуваат. Надвор од научно-истражувачките работници ни доаѓаат, нели, редовно студенти, посебно тоа се чувствува зголемување во време на испитните сесии, читалниците се преполни, најчесто доаѓаат да користат простор студентите, многу слабо позајмуваат публикации, предпоставувам тоа е поради начинот на функционирање на воспитно-образовниот систем кај нас, поради начинот на организирање на универзитетските учебници, бидејќи најчесто ги гледам децата учат од скрипти, за жал, поразително е учат од скрипти, користат некаква дополнителна литература кај нас. Морам да се пофалам дека минатата 2025 година, после повеќе од една деценија извршивме набавка на нова странска литература на неколку јазици, така да студентите можат да дојдат и да користат таа. Наскоро од 1 март веќе ќе биде ставена на располагање, откако ќе го помине процесот на библиотечна обработка. Одржувате ли едукативни работилници настани овде во библиотеката? Каква е соработката со домашните, со странските институции? Така, видете, ние покрај тоа што сме национална и универзитетска имаме функција, имаме и матична функција согласно законот за библиотеки. Ние сме матична институција за сите библиотеки од државата, односно организираме курсеви, обуки за нашите библиотекари од целата држава. Тука се поминуваат неколку видови на курсеви, од основни курсеви, напредни курсеви, курсеви за каталогизација, курсеви за техничка обработка и нормално дека тоа ни оди по некаква програма, секоја година имаме, курсевите се случуваат на пролет и на есен, а во меѓувреме организираме и друг тип на работилница. Ја морам да се пофалам, и минатата година имавме многу убава работилница, заедно ја реализиравме со Француската национална библиотека, тоа беше во рамките на TAEX програмот, при што имавме посета на тројца конзерватори од Француската национална библиотека и беа вклучени во соработката покрај нашите конзерватори од Националната библиотека, конзерватори од Архивот на Република Македонија, од Музеот за современа уметност, од Музеот на Македонија, така да сме успешни, се сметам во однос на тие работилници дека сме доста успешни. Имаме соработка, супер соработка имаме со скоро сите библиотеки од Европа и понадвор и понастрана од Европа, бидејќи сме членки на неколку организации, како што е ЦЕНАЛА, односно тоа ЦЕНАЛА е конференција на Европа на национални библиотеки, потоа сме членка на ИФЛА, тоа е светска организација на библиотеки и имаме одлична соработка. Да кажам, имаме супер меморандуми со многу земји, со сите земји во регионот, плюс меморандум за соработка имаме со Ватиканската библиотека, со Италијанската библиотека, со Француската, со Германската библиотека, Унгарската библиотека, имаме супер соработка. Како ја гледате вашата визија за модернизацијата на Свети Климент Охридски за 5 до 10 години, можеби во иднина?
Видете, нашата библиотека, јас како што напоменав, моја визија е да направиме уште една нова читалница, мислам нова, да изреновираме. Нашата најголема читалница е, да кажам, децении во очајна состојба. Минатата година отворивме една нова, модерна, мултимедијална читалница на 400 метри квадратни, меѓутоа 2026 година посакуваме, првично најблиска година ни е, да изреновираме една читалница по стандарди на сите светски библиотеки. Значи, тоа би било читалница која што не би се состоела од медија пан и не знам од таков кичерај, него би добила баш сјај автентичен, со дрво, со да биде како што треба да биде читалница, како што деликува на Националната библиотека. Инаку во однос на подолгорочни планови, првично гледам нормално кадровски да се екипираме, бидејќи минатата година веќе започнавме некакво екипирање, зашто бевме тотално девалвирани во однос на кадрот. Оваа библиотека броела и до 205 вработени. Минатата година стигнавме до 72 вработени, меѓутоа ја зголемивме бројката по пат на јавни огласи. Се надевам дека за некои 5 години би стигнале до некои оптимални 120 вработени, со цел да може да развиваме и да унапредуваме процеси. Ние веќе во 2025 се уште разговараме за дигитализација. Значи, дигитализацијата требаше биде завршена негде 2010 година. Сега е моментот кога ние треба да разговараме за имплементација на вештачка интелигенција, за подобрување на услуги, за давање на нови услуги, не само услуги внатре во библиотеката, него пак ќе кажам услуги на далечина, на онлайн, да бидеме се што е можно подостапни од далеко од сите точки на светот. Ви благодарам за споделените новини и информации, ви посакувам успешна работа и многу читатели. Ви благодарам и на вас. Да, токму така, во време кога се движи со брзина на светлината и Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје во чекор со дигитализацијата се модернизира и го проширува својот круг како на читатели, така и на соработки на домашно и на меѓународно ниво. Споделуваме повеќе информации утрово со директорот на Свети Климент Охридски, господинот Јовица Никчевски. Студио, дали имаме дополнителни прашања? Благодарам многу, драга Вики. Голем поздрав до директорот на библиотеката Свети Климент Охридски. Поздрав за овие модернизирање и новите услуги.